Финансиска инекција од 18 милиони денари ќе добие јавното предпријатие ИСЕР од општина Штип, изгласаа денеска советниците на општината. Со овие пари јавното предпријатие ИСЕР ќе ги засили своите активности и ќе ги реализира проектите кои граѓаните ги очекуваат од него. Оваа капитална субвенција нема да значи дека овие финансиски средства ќе завршат само кон овој добавувач, затоа што преку оваа капитална субвенција ќе се даде поддршка на реализација на програмата на јавното предпријатие, односно на изградба, промена на водоводна мрежа која што е на територија на општина Штип, и со тоа практично јавното комунално предпријатие ќе има можност за сопствено финансирање од страна на основачот, од страна на општина Штип. Но за да има потенцијал за финансирање, потребно е истото да го испланираме од страна на општина Штип, од страна на програмата која што е доставена, за да може ликвидно и функционално да работи оваа јавно предпријатие кое што е од суштинско значење за овој град. Пред да се стигне до финалната одлука на Советот, повеќе од 2 часа трае дискусиите за финансиската состојба на предпријатието и одлуката која што се донесе. Јас сметам дека е загрозена сигурноста на граѓаните доколку се случи да имаме проблем со водоснабдување на граѓаните со вода. Така да, и сметам дека член 23 од деловникот за работа не само што дозволува да се свика воредна седница, него сигурноста на граѓаните во делот со водоснабдувањето со вода е повеќе од битна во овој момент за граѓаните во општина Штип, од причина што знаеме каков период следи. Најнапред ќе побарам автентично толкување на оно што значи членовите и ќе прашам уште едно, што се членови од статут или членови од деловникот. Така, колега, значи припазувајте, а исто и во барањето е напишано деловникот. Статутот е малку посериозен. Јас и ти можеме да го толкуваме како сакаме, како правници. Да велим, меѓутоа има орган кој што треба да даде автентично толкување. Овде се толкува или се бара начин како да се толкува итноста на оваа седница, се со цел дополнително да се загрози ликвидноста и функционалноста на јавното предпријатие, ништо да не функционира, да се ситат со проблемите кои што ќе ги имат граѓаните, се со цел да покажат дека еве има неспособност во работењето. Знам дека тоа ви е главна цел, но тоа задоволство нема да ви го проуштиме. Јавното предпријатие ќе биде дадено, ќе добие поддршка од општината, ќе продолжи да функционира, ќе направиме преструктурирање, а како вие ќе го толкувате, тоа е ваш проблем. Како советничка група, доколку сакавме нешто да обструираме, немаше да се појавиме. Овде сме и сакаме да разговараме. Меѓутоа, не е прв случај во кој што зборуваме на грубо кршење на статутот на деловникот. Претходно, по интензивни преговори помеѓу градоначалникот Иван Јорданов и представници на Евана, постигнат е договор сметката на ИСЕР да биде деблокирана, со гаранција дека во наредниот период ИСЕР долгот ќе го отплаќа на рати по 3 милиони денари месечно.